Да се биде волонтер во една студентска организација значи многу пред се отвараат многу поголеми врати, се стекнува многу поголемо искуство со взаемна комуникација помеѓу студентите. Една таква студентска организација е ИАЕСТЕ, која што следниот месец ќе одржи семинар на кој што ќе присуствуваат околу 60 делегати кои што имаат одредена тема на која што секако ќе се разговара, но и студентска организација која што овозможува практична работа надвор од Македонија и различни конференции и семинари. Нешто повеќе околу тоа како за самата организација и за сето она што ќе се случува на тој семинар, како соговорник ќе имаме Мишел Муцинска. Добар ден за тебе, Мишел. Ајде накратко да споменеме што всушност значи ИАЕСТЕ. ИАЕСТЕ е студентска организација која е волонтерска и е од низ целиот свет, што значи дека секој студент има што од техничкиот факултет може да биде дел од ИАЕСТЕ, а ИАЕСТЕ Македонија поточно е огранато од ова глобално интернационално ИАЕСТЕ и во моментов ИАЕСТЕ Македонија брои повеќе од 120 активни членови во 4 локални комитети што се низ Македонија. Седиштето е во Скопје, а имаме и локални комитети и во Битола, и во Штип, и во Охрид. Подготвувате нешто ново што ќе се случува и ќе бидеме, нели, Скопје ќе биде домаќин на еден голем семинар. Која е датата и која е програмата и што се ќе се случува на овој семинар? Датата на семинарот кој имаме чест оваа година да го организираме во Македонија е од 3 до 7 мај. Значи, тоа што ИАЕСТЕ Македонија е голем и активен комитет, нима донесено ваква придобивка, односно можност да се организира еден ваков голем семинар во Скопје, Македонија. Семинарот претежно на семинарот ќе се зборува за како да се подобри работата на ИАЕСТЕ на светско ниво. Значи ќе има 5 работни групи, маркетинг, ексченџ и секој оддел од работата на ИАЕСТЕ ќе биде дискутиран за тоа како да се подобри. Значи тоа ќе се случува на работните групи, меѓутоа планирани се и други настани, како интернационална вечер на која што ќе може да се направи нетворкинг на делегатите и ќе можат они да пробаат македонската кујна, македонските пијалоци и да го видат македонското оро. Значи ќе имаме и танчарска група организирана за настана. Неодамна бевте во Јужна Кореја, имавте таму семинар, всушност од таму и започна целата приказна, така? Па да, секоја година се организира годишна конференција на која што се разменуваат овие пракси, која е главната придобивка, нели, на еден студент од ИАЕСТЕ. Меѓутоа, оваа година во Јужна Кореја ние имавме презентација за нашиот локален комитет, каде што значи имавме можност да бидеме одбрани да го организираме овој настан. Значи, зборувавме за како работи ИАЕСТЕ Македонија и какви идеи имаме ние за овој настан. Тоа ни носи 60 делегати светски кои работат за ИАЕСТЕ во Скопје оваа година од 3 до 7 мај. Значи има 60 делегати од целиот свет и Европа, значи Швајцарија, Германија, Австрија, Велика Британија, Ирска, меѓутоа и од поддалечните земји како што се Соединетите Американски држави, Таџикистан, Индија, па и многу други земји. Така, имате одлична дружба, но и секако да разговарате на различни теми, заедна комуникација за подобрување на праксата и на секако, нели, дружбата која што произлегува од едни вакви семинари. Мишел, ти благодарам за гостувањето во вестите на телевизија Нова. Ќе испратиме апел до сите оние кои што, нели, сакаат да бидат дел и да членуваат од една ваква студентска организација која што ќе му возможи подобра пракса и секако ќе им се отворат вратите пошироко надвор и од нашата земја и секако да ги повикаме сите оние кои што можат на било каков начин да помогнат секако да се одржи овој семинар.